Evo уште едно дружење нашиот чанк, повторно со двајца гости и денес, меѓутоа со различни за разлика од оние претходните кои што ги имавме двајца, за кои станува збор. Еве ќе дозволам тие самите да се представат, јас да не ги представувам сите, да допуштам некои од нашите гости сами да се представат во оваа емисија. Значи од мојата десна страна или ваша лева страна стои Виктор Крстев и од мојата лева, ваша десна Марија Виталова. Значи, Виктор и Марија се членови на Лео клубот, кој што организира повторно хуманитарен концерт овдека во Струмица во кафе бар Селект, така? Да, така. И тој хуманитарен концерт, не знам кој е поред, еве ќе откриеме пополека, но пред да почнеме да зборуваме за овој хуманитарен концерт, најпрво да почнеме еве за самите мои гости да ги прашам што работат, што студираат и како еве ти успеале да станат членови и дали можеби се некои од основачите на овој клуб. Виктор, ти студираш, работиш? Студент сум на економскиот факултет во Струмица, на УГД, втора година сум, покрај тоа настапувам и со мојот бенд моментално. Добро, тоа го знаеме. Ти си бил повеќе пати гостин овдека на Шанк, сте имале повеќе проекти, сте настапувале на многу, еве и на големи фестивали, и на различни настапи. Така, тоа го знаеме. Ете да ви се пофалам, сум најпресниот член во Лео клубот. Пресен, а? Да, најновиот член. Како пресен кога минатата година се сеќавам? Минатата година бев поканет заедно да го организираме. Поточно не беше тоа минатата година, на почетокот на оваа година. Февруари месец. Да. На почетокот на оваа година беше исто така дел, па беше гостин токму во Шанки и зборувавме за тоа. Но таму не бев член, туку бев поканет како артист од Струмица заедно да го организираме и да помогнеме. А сега се зачени? Сега и сум член. Сега е подруг. И да ја прашаме Марија, ти Марија? И јас исто како Виктор сум моментално студент. Колеги сте? Да. Исто, на истиот факултет? На истиот факултет, Гоце Делчев универзитетот, економски во Струмица, исто втора година. И сум еден од основачите на Лео клубот во Струмица. Значи пресен и основач и плюс заедно колеги. Ти го натера как да се приклучи на клубот? Не. Како колега? Основачите, ајде дојди. Основачите кои сме на Лео клубот, сами одлучуваме меѓу нас со договор кој ќе биде нов член, кој ќе биде Исфрлен. Да. Да прашам малку повеќе за клубот Лео. Од кога постои, колку членови брои, што всушност представува тој клуб? Lions клубот International е најголемата светска филантропска организација. Значи од него потекнува клубот, така? Да, потекнува, значи Lions клубот е основан во Америка во 1917 година. Број 1.350.000 членови и вкупно 46.000 Lions клубови има. Низ цел свет? Низ цел свет. И низ Македонија колку се отприлика, знаеш? Во Македонија се околу 60 Lions клубови. Главното мото, тоест основното мото на Lions клубовите е We Serve или служиме. Покрај хуманитарните акции кои се организираат, значи исто така тие се залагат и за животната средина, за заедницата да функционира добро. Лео клубот, Марија може да каже нешто повеќе за Лео клубовите. Таа е основачот на Лео клубот во Струмица. Да, првиот Лео клуб е формиран во Америка во 1957 година од страна на Джим Гравер, кој бил тогаш активен член на Lions клубот со помош на претседателот на Lions клубот. Во 1957 година го формираат првиот Lions клуб, но после 10 години, во 1967 година, е направена, односно усвоена програмата на Лео клубот како официјална програма за работа по која работиме и ден денес. Во Македонија има околу 25 Лео клубови на млади. Значи Лео е за млади, така? Да, Лео е за млади. И во Струмица веќе една година со 13 членови. Цел свет има 144.000 Лео членови, а околу 5.700 Лео клубови. Лео клубот се дели на Омега и на Алфа. Алфа се оние од 12 до 18 години, а Омега се од 18 па до 30 години. Нашиот клуб во Струмица спаѓа во Омега од 18 до 30, односно број членови кои имаат од 18 до
30 години. Ева да ги кажем и нашите тука струмичани, кои што се дел од основачите на тој клуб, може еве да ги спомнам, иако не се дел од овој шанк, повторно да ги кажем, затоа што ти исто така се инволвирани во сите настани кои што ги правите и воедно во овој хуманитарен концерт кој што ќе се одржи сега на 22 ноември. Да ги поздравиме на некој начин, еве да дознаат гледачите дека има кои се членовите всушност основачите заедно со тебе тука во Струмица. Со чест председателот Георги Милушев, подпредседателите Александар Милушев, Георги Тасев, од секретарите една сум јас, Марија Витанова, Гоце Здравков и Горан Сачевски, и потоа надоле членовите, од кои Владко Токарев, Александар Рацев, Виктор Крстев и Цеца Настава. За да се биде дел од оваа организација, што е потребно или како ги одбирате вие, на кој начин ги добивате членовите? Па така, Лео клубот е всушност затворена целина на млади, кои ние самите кои го формиравме Лео клубот, одбираме дали имаме потреба од дополнителни членови или немаме потреба од дополнителни членови. Сега, ако има потреба да уклучиме плюс некој или ако видиме премногу амбиции во некој кој сака да работи, кој сака да служи. Како Виктор, например. Како Виктор, например. Под мотото We Serve, како што рече Виктор, го уклучуваме во Лео клубот. Ако нема потреба, не уклучуваме други членови. Виктор, ти освен тоа што ева се подготваш за новиот хуманитарен концерт кој што ќе се случува набрзо, ја ќе откриеме точно за него, ќе зборуваме малку повеќе. Имаш нешто така, некои нови планови, нешто настапуваш уште со твојот бенд, со триото? Да, со Wipeout активно настапуваме, значи не сме прекинали. Сега сме фокусирани овој месец на хуманитарниот концерт кој ќе го правиме за Мартина. И ти ќе бидеш дел од хуманитарниот? Да, покрај организацијата јас ќе настапувам со моите колеги, значи на концертот ќе настапуваме ние, тоест Wipeout, Мотив бенд, тројца членови од шоуто на таленти што се организираше преку гимназијата и младински совет во, тоест не преку гимназијата, туку трите средни училишта и младински совет во Домот на култура, Трајче Георгиев и мислам дека сме тие, да. На 22 ноември во клуб Селект, така? Да, со почеток во 20:30 ги покануваме сите да покажеме дека сме силна заедница и можеме да помогнеме во секое време и на кој да му треба. За колку ќе бидат наменети средствата? Средствата ќе бидат наменети за Мартина, значи тоа е младо девојче кое и откажиле бубрезите, па потоа се појавиле други компликации, значи се потребни огромни финансиски средства, ете ние ќе се потрудиме барем дел колку можеме ќе помогнеме, да, и затоа треба во најголем број што може да го наполниме клубот максимално. Освен ова што го спремате сега за 22, можеш да откриеш што всушност тебе и покрај тоа што го спремате нормално првиот роден ден, да откриеш некои нови работи кои што се на повидок од клубот, можеш тоа да го кажеш? Ќе откриеме една спектакуларна ревија во соработка со Елена Лука и Студио Дж. Повеќе детали самите се. Тоа кој ќе биде? Таа ревија. Ќе биде нешто така наменето? Да, наменето исто за хуманитарни цели. Нема да открием повеќе. Ќе видите сами. Нема да кажете кога ќе биде отприлика? Отприлика? Не. Само тоа, друго нешто не спремате некој друг настан? Друг настан, како и минатата година и ова година исто. Нашето мото пред се е ние служиме. We serve. Па под тоа мото ќе продолжиме исто со хуманитарните акции, да помогнеме на тие што најмногу им треба, на децата со посебни потреби и така апел кој има некој за хуманитарно. Значи, сите оние кои што има потребна помош, вие се обидувате на некој начин да обезбедите дел од средствата кои што се потребни и нормално да му помогнете на тој кој што има таа потреба. Значи, се спрема хуманитарниот концерт, докаде се одат подготовките? Веќе се финализирани подготовките. За тебе, за вашиот бенд? Значи, финализирани подготовките, останува уште некои ситници кои што треба да се договориме и мислам дека ќе биде прекрасен настап. Тоа ќе биде отприлика околу 70 минути или 90 минути? 120 минути. Значи, 2 часа. Бидејќи сме повеќе артисти и
120 минути, 2 часа, да. Концептот на музиката ќе биде истиот како што беше на претходниот, најразлични стилови. Најразлични стилови, секој бенд тоа што го и артист тоа што го свири, ќе го презентира, значи не сме ограничени на еден жар да свириме. Значи, за сите они кои што сакат да се каже буквално да се забавуваат, ќе има за сите по нешто и да дојдат да донираат тоа што можат символично да го дадат и да бидат воедно ќе помогнат, а воедно ќе се забавуваат, и ќе уживаат во наставите на нашите струмички бендови. Има нешто ново, еве кај тебе нешто да се случува со бендот, нешто авторско? Пошто не можам сега толку да те прашам, постојано си некако гостин за некои хуманитарни концерти, па не можам да те прашам, еве, што всушност Виктор Крстев... Со бендот, значи за 2015 авторско нема да има ништо. Здравје Боже, 2016 година. Настапувате како трио, не се проширувате, немате намер? Па, настапувам моментално како трио, бидејќи соодветните членови, да кажем на некој начин, не сме ги најделе, а и така функционираме прекрасно, значи, Wipeout е трио и сега нови членови, немаме потреба моментално. Па мислам дека оригинално така некако стои. Оригинално е, уникатно, барем за нашата околина овде, значи, Југоисточниот регион. Добро, и вие одите и по... Така, во последен период почнавме, значи, да правиме настапи во нашиот главен град, во Скопје. Тоа е многу битно. Добро нешто. И 2016 се надеваме дека ќе снимаме конечно нешто авторско. Јас ви посакувам многу успехи, уште еднаш да кажем дека на 22 ноември бидете дел од хуманитарниот концерт кој што ќе се одржи во клуб Селект во 20 часот и 30 минути. Донирајте символични средства, а со тоа не само што ќе помогнете и воедно ќе се забавувате како што слушавте со нашите струмички бендови и со нивната интерпретација. Благодарам и посакувам што многу успеси и се надам дека набрзо повторно ќе се видиме овдека на Шанк со некои нови идеи, со нешто ново, со нов успешен проект и така натаму. Ви благодарам. Исто и на вас. Здраво на сите, ние ги правиме финалните подготовки за хуманитарниот концерт кој го организираме заедно со Лео клубот. Минатата година покажавме дека може да бидеме хумани и сите заедно да помогнеме. Оваа година повторно ја покажуваме да ја покажеме нашата хуманост. Ве очекуваме. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам. Ве очекувам.